Сојузот на средношколците останува на одлуката за протест в понеделник на 31 август со цел да го искажат своето незадоволство од одлуката за целосна онлайн настава. Протестот првично беше закажан за 28 август, но поради христијанскиот празник Голема Богородица и неговото значење беше одложен. Средношколците од Кочани го подржуваат протестот и се за комбиниран модел на настава. Сакам да истакнам воедно и да дадам апел на сите кочанчански фирми кои сакаат да го подржат овој протест, дека можат да ме контактираат бидејќи ни треба организиран превоз за во понеделник. Барањата се едноставни. Сакаме пристапно блендирано учење, односно мешање на физичко и онлайн учење, со тоа што бараме и децентрализација на одвуките, односно сека општина да се одвучи според ситуацијата како ќе и биде подобро во пристапот на учењето. Бараме Министерството за образование да обезбеди доволно дезинфекцијски средства со над 60% алкохол, бидејќи во последните месеци пред да почне карантинот и да заврши школската година, бевме сведоци на комплетно неорганизирано образование без заштита за вирусот. Исто така, бараме училиштата по почнувањето на физичкото учење да се вратат во режим на онлайн учење доколку се забават 5% од купниот број на ученици и персонал во училиштето, во рок на 14 дена. Протестот ќе започне во понеделник во 17:30 часот, ќе започне од МОН, Министерството за образование, и ќе трае до владата. На средбата во владата на 21 август представниците на Сојузот на средношколците беа детално запознаени со одлуката на владата за моделот според кој ќе се организира и спроведува наставата во основното и средното образование во услови на COVID-19, која е донесена врз основа на стручните анализи и препораки на Комисијата за заразни болести. Средношколците од нивна страна побараа поголема вклученост во подготовките за организација и спроведување на прифатениот модел, за да се постигнат најдобри решенија во интерес на учениците и наставниците. Сепак, тие останаа на ставот дека како најефикасен е комбинираниот модел на настава. Инаку, вчера владата на седница го промени календарот за учебната 2020-2021 година. Наместо на 1 септември, ќе почне на 1 октомври, го донесе и протоколот за учениците од 1 до 3 оделение, кои со маски на лицата, дезинфекција на рацете и обувките и растојание од 1,5 метар ќе тргнат на училиште. Владата ги усвои протоколите за физичка настава во основно и средно образование. Во оделенијата ќе има најмногу до 20 ученици. Ако има поголем број деца во класот, ќе бидат поделени во групи и затоа наставата ќе се одвива од 7 до 20 часот. Вработените и децата при влез во училиштето не смеат да имаат температура поголема од 37 степени. Родителот е должен пред да го однесе детето на училиште да му измери температура. Ако има било какви симптоми, да го извести класниот раководител. Никој не смее да влегува во училишната зграда. Дежурен наставник ќе контролира дали се почитуваат мерките во ходниците. Нема да има мешање на деца од други класови, ниту родителски средби. Со класните ќе контактираат онлайн. Децата храна ќе си носат од дома и ќе јадат во училница. Во тоалет треба да одат еден по еден. Ако некој ученик развие симптоми на COVID-19 додека е во училиште, треба да биде изолиран во посебна просторија и да се информира Центарот за јавно здравје.